Денешната 5 минути со Чавес ја почнуваме со рубриката најсмешни видеоинсерти. Има ли добар кокаин во Скопје? Сега веќе искрено да ти одговорам без ракавици и не знам. Затоа што да сум бил некаков уживател, па да разбирам и да ти кажам. Да, Фрчко Мали не знае дали во Скопје има добар кокаин, бидејќи не е некој уживател. И јас не сум некој голем уживател на фудбал, па не знам на која телевизија има добра утакмица. Да се вратиме на сериозни теми, без да поминеме на друга линија. Студентите албанци, односно оние што ги собрадуи со извици УЧК, побараа правосудниот испит да го полагаат на албански јазик. Во Македонија, не во Албанија или на Косово, туку овие Хашим Тачи и Кадри Весели, на кој факултет се студенти, на крајот интелектуално се истепаа меѓу себе. Да не биде покусо, се јави и несудениот градоначалник на Чаир Бујар Османи, дека за него Македонија била држава на два главни народи. Убаво, среќа што сега Бујар е битен како пешачки во Чаир. Уште вели дека без албанскиот јазик немале ништо. И ние Бујаре без македонскиот јазик немаме ништо, па ти со онаа Генчовска се договараше за нашиот јазик. Значи, болело. Па уште со Димитров се караат чиј протокол со Бугарија, дали на Никола или на Бујар бил подобар. И двата се подеднакво лоши и ни е мамата за навек. Во протоколот на Димитров и неговата другарка Захариева има дека историската комисија во период од 1 година треба да се договори за Илинденското востание, Гоце Делчев и заеднички да чествуваме историски настани. Во протоколот пак на Бујар најважната точка е дека мораме да ги внесеме бугарите во устав само да ги започнеме преговорите за ЕУ, а не за да не примат. Мораме да имаме конечен договор во историската комисија за сите прашања. Значи како ви текна свака час, уште и двата протоколи да станат дел од преговарачката рамка. Така се работи за туги дворови. Дочекавме и тоа да не се расправаме за политика, туку за музика. Главна тема за муабет неделава беше настапот што ќе го има францускиот диџеј Дейвид Гета за 8 септември. И СДСМ да се најдат во муабет се побунија зашто светска звезда ќе настапувала пред 50.000 луѓе на стадион и тоа ќе го види цела Европа. СДСМ да беше на власт за 35 години независност, гарант ќе го викнеа Хари Джиновиќ, кој со Зоки и Венко се вака, а прославата ќе ја збогатеа Камелија и Азис. Каква е таа прослава без бугарски чалги? На Македонија навистина и оди добро што СДСМ естрадна коментира за Евросонг. Филипче, како водител на некој ток-шоу, се радува за победата на источниот сосед. Работава ја из Бугарија и Евровизија. А еве за крај, да предложам една идеја, а да ја викнеме Дара како предгрупа на Дейвид Гета. Па што, кога е бал, нека е маскен бал. Најважно е Филипче да биде задоволен.